Дадена ни е дата кога се случило нешто значајно за царот Јоахин. И јас се сеќавам за мене, не знам за вас, но повеќето браќа и сестри што ги среќавам, не само тука во Македонија, навсекаде низ светот се сеќаваат на денот на нивното обраќање. Јас поверував 99-та година, крајот на февруар, точно 28. Се случи што се случи, но се сеќавам, Господ дојде во мојот живот. На мене ме осамна. За мене беше идејата дека Македонија се уште беше во една долга транзиција, не стануваше подобро, стануваше малку по, да не кажам лошо, ама немаше некои изгледни прилики дека работите значително ќе се променат. И за мене уште од претходно, но и во тоа време доста силно беше идејата дека ако јас успеам да заменам од Македонија и отидам некаде таму кај што е убаво, ќе биде супер. Во моментот во кој што дојде Господ во мојот живот, вака ме осамна и јас велам, ово нешто што јас сум го барал, цело време било тука, а јас не сум го гледал. Цело време било тука. И денес луѓето бараат икс работи, без да знаат дека единственото нешто што им треба е тука до нив. И чека да се материализира, чека да одговори на нивниот најдлабок глад, на нивната најдлабока жет, но ние како луѓе многу често сме тврдоглави и одбиваме. Ова нешто што го читаме навистина се случило. Историска случка е дека царот Јоахин со целото негово управување, целата израелска земја, целиот Иерусалим беа однесени во заточение во Вавилон, уште во времето на Навуходоносор, но доаѓа нов цар и го ослободува Јоахин. Ние се раѓаме на оваа земја и ние си царуваме со нашиот живот. Ние правиме онака како што сметаме дека треба да правиме. Си решаваме сами за себе и викаме ова ќе биде, вака ќе биде, крај на прашањето. Јас така сакам. И несвесно и без да знаеме, ние живееме затворени. Стануваме заточеници на нашите страсти, на нашите навики, на работи кои што не ограничуваат за ние да живееме вистински слободни. Исус е оној кој што доаѓа во нашиот живот за секој од нас на одредена дата, но кога му дозволуваме да дојде во нашиот живот, Исус е оној кој што вистински не ослободува. За да дојдеме во ситуација да бидеме слободни. Галатјаните 5 глава вели дека ослободени сме за да бидеме слободни. Колку од нас чекореме во таа слобода е прашање кое што само ние можеме да си го одговориме. Оти понекогаш што нашите избори и решенија пак избираме да живееме ограничени или затворени, да бидеме заробеници на некои наши навики и страсти. Дојде царот и го ослободи, го пушти од темница. Колку интересен стих, го пушти од темница. Дојде просветлување, дојде осветлување, дојде ден за Јоахин. И дојде ден и за нас едно време во минатото, но колку од нас се задржуваме во таа Божја светлина во која што Бог не изведува, да чекориме, слободни, вистински, е предизвик и решение би рекол секој ден што правиме. Првото нешто што не го кажува, вели разговараше љубезно со него и столицата му ја постави повисоко отколку на другите цареви кои беа со него во Вавилон. Другиот превод вели разговараше пријателски со него. Ние и пееме песни за каков пријател е Исус. Исус самиот рече на учениците: не ви велам дека сте слуги мои, но ве нарекувам пријатели, се ви кажав. Се што е во мене ви кажав, за да знаете. Божјото срце копне, ако читаме внимателно низ Библијата, за пријателство со нас, за другарство со нас, за интимност со нас, за време со нас. На нас е да решиме колку од тоа што Бог го има, ние ќе го уживаме. Една интересна илустрација за мене беше пред неколку години, беше Ник Вујичич во Македонија.
И јас лично моje видување дека Македонија не е посетена се уште од похаризматична личност од Ник Вујчич. Импресивен карактер. Ситуацијата му ја знаете, состојбата му ја знаете, нема раце, нема нозе. И вели вака, Господ ме благослови, вика, со деца. И вика, едно од најубавите моменти за мене е кога се гушкам со моите деца. Во тоа време имаше еден син само, кога го споделува ова, вика, и доаѓа, вика, моето дете, вика, и ме прегрнува. И се гушкаме. Прегратката трае толку долго, колку што детето ќе реши. Ако сака неколку секунди заминува. Ако сака минутки да се гушка, го гушка. Трае долго, толку колку што детето ќе реши. И на мене тука нешто ми кликне и викам, Господ ни стои на располагање за да му се насладуваме, за да го гушкаме, за да го скокоткаме ако сакаме. Што сакаме да правиме во една љубовна, татковска, родителска, детска врска со него, а наше е колку ќе избереме тоа нешто да трае. Он е тука. Импресивно е тоа што апостолот Јован избираше да си легне на неговите гради. И никаде не читаме дека Исус го прекоруваше за тоа нешто. Да му каже, тргни себе, не ти е срам, гледаш луѓе гледат, не зафркавај типа, ти се снима. И јас меѓу другото да знаев дека ова нешто се снима, ќе се променев малку, ќе се дотрав, ќе се, нели, јас сум повисок, вака се, ама, нели, ајде. Никогаш не го одби и не го бутна за тоа нешто. И изборот беше дали и другите ќе го следат тој модел или не. Но Јован избираше да има таа близина со него, да го слуша Божето срце, зашто е она, зашто бие. Знаете, во случај кога Исус рече еден од вас ќе ме предаде, сите се запрашаа да не сум јас. Нели, ако Бог дојде сега, материјално во оваа просторија, и го видиме сите, и ако не каже еден од вас не е како што треба, ќе се помислиме дека е збори за некој друг, нели? Истото се го помисли и учениците. Значи, welcome to the club. Да не сум може би јас. И стана тука тивка дебата меѓу нив. Кој е, што е, како е. И импресивно е тоа што едно од Евангелијата вели Петар му даде знак на Јован да праша кој е. Секаде читаме дека Петар беше оној кој што беше од Исус назначен, нели, да биде првиот. Петар беше, нели, првиот папа, ќе кажат католиците. Но и првиот имаше работи кои што не ги знаеше и прашуваше некој што е во подлабока интимност со Исус. Кој е? Што е? И сакам да истакнам во овој момент дека за нас е возможно, за секој еден од нас, да се ослободиме во таа љубовна врска со Бог и да го прегрнуваме, и Бог нема да не одбутне од него. Нели словото вели, јас нема да избркам никој што доаѓа. Да се гушкаме со него и да слушаме што тој има, не само за нас, него и за времето во кое живееме, и за местото во кое живееме, да бидеме луѓе кои што од Бога ќе донесат нешто во ова место, во ова време во кое што живееме, за да биде Божјото царство демонстрирано и манифестирано во целата таа благодат што Бог ја има за нас, во целата таа љубов. Разговараше пријателски. Видете, пријателски и родителски е дури кога не кара. Нели словото вели, јас ги казнувам и ги карам оние што ги љубам. Не предизвикува, оти не љуби, за да бидеме на правиот пат. Столицата му ја постави повисоко отколку на другите цареви кои беа со него во Вавилон. Јас сум сигурен дека Бог нема миленици. Плати иста цена за сите нас. Колку за некој, толку и за мене. Ја пролеа својата крв за секој еден од нас. Но во неговото срце, јас сум број еден.
Ти си број еден. Секој еден од нас е неговиот шампион. И тука за Јоахин царот вели му ја постави столицата негова, престолот негов повисоко од другите. Кога ние пристапуваме од Бог, не некој друг за нас, него ти лично, таков каков што си, ваков каков што сум, можеби не најдобриот, можеби не најубавиот, можеби не со најправилните решенија и избори. Бог го одвојува целото време за тебе. Целото време за мене. Кажи. Во Исаја на самиот почеток на книгата вели: дојдете да се разбереме. Ако вашите гревови се ептен берба, значи се во крајна темнина, вели ќе ги обелам побели од снег. Ама дојдете да се разбереме. Ние како луѓе кои ја оплескуваме, не доаѓаме да се разбереме, него се криеме. Адам, каде си? Хипотетичко прашање, не е дека Бог не знаеше каде е. Него Адам требаше да знае каде е. И тоа од Адам е уште во нас. А ја оплескавме и се гледаме, чекај како да се скриеме. И ние можеме да се дотераме. Можеме да се направиме ние во најубавото наше издание. Визуелно. Но Бог гледа на срце. И тоа нешто кај Него не поминува. Можеме ние да ги мамиме другите, да се мамиме себе си, но кога доаѓа до Бог, треба да бидеме крајно отворени и искрени. И Бог вели, дојдете. Ти си број еден за Него. Кога ти доаѓаш кај Него, кога јас доаѓам кај Него, за Бог е моето дете доаѓа. Ке се сетите во илустрацијата за блудниот син. Детето замина, потроши се и кога дојде во крајност рече: абе што правам ја тука, ќе се вратам кај татко ми, ќе бидам слуга бе. Ќе бидам слуга, ќе работам за него, подобро ќе ми биде отколку тука да бидам. И тргна со таа идеја, а татко му го чекаше на ридот секој ден. И кога го здогледа, пратете оддалеку си го позна своето. Се стрча, го гушна и ништо од тоа што беше во план на детето не стана, не се спомна за целата таа идеја подосна. Бог го зеде, таткото го зеде и рече: облечете го, дотерајте го, ставете му сандали, ставете му прстен, вратете му ја позицијата што ја имаше, да биде овластен во ова семејство. Слугите не носеа сандали, одеа боси, децата носеа, господарите носеа сандали, затоа Јован вели: јас не сум достоен да му ги одврзам сандалите. Бог го врати, таткото го врати детето во првобитната позиција, да му биде син. Бог не бара слуги, Бог бара деца. Сите оние што го примија, нели дојде кај своите, но своите не го примија, а тие што го примија, на нив Бог им даде власт да станат Божи деца. Ни даде право да станеме Божи деца, ни даде власт, како сакаме можеме да го читаме, но на нас е колку ја користиме таа власт, тоа право, да сме, да бидеме Божи деца. Да си минеме секој ден време со нашето тате. Некој беше рекол: кралицата на Англија, кралица на Англија, нели има протокол за да се дојде до неа. Но сигурно тие што се неизини, може да и кажат: мамо, бабо. И протоколот не ги качи во таква мера како што не качи нас. Оти за нив е мама и баба. Царот на царевите, создателот на се видливо и невидливо, наш татко. И Словото вели слободно, со целосна увереност, можеме да пристапиме кон тој трон на благодатта. И да го земеме она што тој го има за нас. Што има тој за нас? Што има тој за нас? Словото вели: јадеше со царот на истиот стол за време на сиот свој век. Царот го изведува од темнината, Јоахин е осветлен, ние сме поверувале во Христос. Божјата светлина не осветлува и првото нешто што ни се случува е Бог да не поканува на неговата трпеза. Седнете, да си каснеме, да си уживаме малку заедно. Илустрацијата за ова нешто не е дека седеле на трпезата само за да јадат, него тоа е многу подлабок символ, многу подлабоко значење на интимност, на пријателство, на заедништво, минеме време заедно. Да седнеме
и да си јадеме. Нели пак спомна во Откровение 3:20 Исус рече: стојам на вратата и чукам, ако некој го чуе мојот глас, ќе влезам кај него, ќе вечерам со него. Тоа вечерам со него е многу пошироко значење, да си имаме заедништво, да уживаме во нашето време заедно. Не зборува, како што многу често го користиме за евангелизирање на неверните, зборува за нас. Ако ние отвориме врата денес, тој ќе дојде да имаме заедничко време. Јас со него, ти со него. И може би таму да се сретнеме, а? Ај, доста ти го гушкаше, дај сега малку јас. Нели? Ние сега со Мила Красе ни ја даде право и сега викам, дај малку јас да ја држам. Оле вика, не може. Наше е. Обратите внимание на следново. До крајот на неговиот живот, се до смртта, вавилонскиот цар му даваше трајно, оден, воден издржување. До крајот на неговиот живот му беше се платено. Колку од нас би сакале до крајот на нашите животи се да биде покриено? И јас би кажал дека на сите нас се ни е платено и се ни е покриено. Ако го гледаме од духовна перспектива, реално, она што Библијата ни го комуницира. Проблемот е секогаш во тоа кога ние ќе си помислиме дека не, ние се заработуваме, ние се правиме. Ова си е мое. Мое бе, јас. А Господ е оној кој што обезбедува и прави да можеме, да најдеме, да заработиме, да имаме се што имаме, Господ ни дал. Од него дошло. Јов вели, гол дојдов и гол ќе си одам. Господ даде, тоа е многу битно. Оти Господ даде. И Господ не само што даде на него, дава на секој еден од нас. Сите ние имаме. Прашањето е каков е нашиот став спрема тоа што го имаме. Дали е мое, дали е од Бога дадено. Ако е од Бога дадено, ставот за тоа нешто што го имаме малку поразлично од тоа мое. Кај мое искржавоста и јалчноста е на највисоко ниво. Кон оно што ти е дадено и кога ние разбираме дека всушност имаме Бог кој што постојано дава и дава и дава. Една жена бев ја слушнал, вели, само Бог е оној кој што може да даде без да земе. Оти на него не му треба тој да земе од некаде за да има да ни даде. Има. И продолжува да ни дава, дава и дава. И кога ние разбираме дека имаме Бог кој што постојано дава, за нас нема да биде проблем ние да го копираме тој модел и да бидеме дарежливи и да даваме. Него ќе кажеме за давање и право првата илустрација ни доаѓа пари. Не е пари, него е начин на живење. Да живееме со стил на давање. Бог толку го возлюби светот, даде. Прво нешто, демонстрирајќи ја таа љубов, е да даде. И ако ние речеме, ние го сакаме Скопје, го сакаме нашето мало, сакаме луѓето да се спасат, ама само сакаме, без да дадеме, не работи во библиски контекст. Мора да дадеме насмевка, мора да дадеме уво, да слушнеме, мора да бидеме со нешто дарежливи кон средината во која сме, за да можеме да демонстрираме на таа средина, на тоа место, на тие луѓе, дека всушност ги сакаме. И луѓето секогаш препознаваат оригиналност. Знаете како луѓе, посебно тука во Македонија, сме лажани. Гласајте за мене и тука има да биде 23 степени цела година. Ама сме гласале и гледаме дека всушност не е 23 степени и цело време е истото. И луѓето препознаваат, преку глава има од манипулација од лаги, но кога има нешто оригиналност го препознаваат. Нека бидеме оригинални, нека бидеме луѓе кои што пријателски вечерале со Исус,
вечераат со Исус, ја имаат таа близина, го имаат тоа заедништво, слушаат од Него и го демонстрираат, го даваат на другите. Сакам да завршам со следново. Јоахин ги остави своите темнички облеки. Јоахин избра, кога беше осветлен од Божјата љубов, од Божјата благодат, да ги остави своите затворенички облики. Облеката која што него го дефинираше како некој, веќе на него не му требаше, ја остави, зеде друга. Ние со нашето прифаќање на Господ, нашето заминува и се станува ново, вели Словото. Бог не облекува во неговата праведност, во Христовата праведност, која што поминува кај него. Не во нашето најдобро, него во Божјата праведност. Неколку илустрации има за ово нешто во Библијата. Елисеј бараше од Илија тоа што е во него, да дојде и кај него. Кој Илија го праша што сакаш, барај што да ти дадам, оти си одам. Тоа што го имаш, вика, дај ми го во двојна мерка. Илија му вика, не бива, тоа е само од горе, но ако ме видиш, ќе ти биде. Помислете си само како Елисеј го пратеше. Ако ме видиш, значи цело време беше во него вака. И кога Илија замина, а кожевот остана, првото нешто што Елисеј го направи, ја раскина својата облека и го зеде кожевот на Илија. Оти веќе неговото не му требаше. Сега вели, јас ќе бидам тоа што Бог дава да бидам. Го зеде кожевот на Илија, замина на реката и вели, во името на, ние ќе кажеме, на Исус. И нештата профункционираа. Од Елисеј облече нешто друго. Облече нешто друго. И ја има на Х места истата работа. Слепиот Вартимеј викаше покрај патот: Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Има еден прекрасен инсерт тука, ако сакаме да го видиме. Сите му велеа: Тивко, нема време, дебре заќоти. А која партија си ти, дечко? Епа не, он другите. Да, и немаше таква работа. Луѓето, размислувањето на луѓето беа да го замолкнат. Но овој викаше упорно. И Исус го слушна. Застана. Знаете, оние што брзаа пред Господ, не што го следеа, него тие што трчаа пред него, да, со него беа, да, ама трчаат пред него, они знаат што Исус ќе направи. Так. Но оние што го следеа, всушност гледаа што прави. И кога Исус дојде тука, застана и рече: повикајте го, дојде. И му рекоа: те вика учителот. Бартимеј прво нешто што направи, кога стана да отиде, ја фрли својата наметка. Оти веќе во неговата перцепција беше дека тој веќе нема да биде истиот. Наметката само му даваше на него идентитет дека е слеп, другите да го препознаат како слеп, да можат да се однесуваат кон него како слеп. Значи, он не е како другите. Дали беше маргинализиран, дали беше лимитиран и ограничен, си е негово, но не беше како другите. И Бартимеј, кога слушна дека Исус го вика, само демонстрира еден чин на вера. Ја фрли својата наметка и отиде кај него. Пак истиот, со сите своји проблеми, пак истиот, не може да гледа, но се кажа: ово нешто ќе се промени сега. Имам средба со некој кој што може да ги промени работите. Прашањето до нас е дали ние сме спремни да си ги фрлиме нашите затворенички облики. На што робуваме? Во каков затвор сме? За волја на вистината е дека ние од Господа сме сите ослободени, но по наш собствен избор избираме да робуваме на некои работи. Избираме да бидеме ограничени во некои работи. Избираме да бидеме до некаде слободни во некои работи. И Господе, ослободи ме. Ослободен си, ама чекори во таа слобода. Мал милион браќа и сестри во светот, нели, ќе кажат, нели, јас сум христијанин, уште се пушат цигари. Ма тоа е најмалиот проблем. Вака го земам како само символичен пример.
Остави ги. Ајде цигарите се видлив затвор. Ами тие што се невидливи, нели ние се викаме само некој да не види. И сум супер, ама Господ гледа. И сега кога ние ги гледаме нашите деца, а не чекорат во полнотата, во радоста што им ја обезбедуваме, во најдоброто што им го даваме, и викаш, абе чекај, види уште колку има, а он избира да биде заробен на нешто, на нас не ни е мило. Ние сакаме за нашите деца најдобро. Колку повеќе ќе сака Бог за мене и за тебе? Платил и овозможил се, а ние избираме да не чекореме во тоа се. Ќе завршам со следново. Некој младич решил да отиде на едно крстарење еднаш во животот, да го обиколи светот, и нашол некоја агенција и му викаат 300 марки, одиш на крстарење, ете го бродот, ова е. Имал само 300 марки, плаќа, го купува аранжманот и тргнува со бродот да крстени светот. Пред да тргне, со малку ситно што му останало, купил таму некои бисквитки и се рекол, овие, ќе си грицкам, ќе ми стигнат. Некој ден нема да јадам, ќе ми биде доволно, за да го обиколам светот, ама ќе одам, ќе го видам. И секој ден на бродот, сите што биде со аранжманот, секој утро доручок, ручек, вечера се забавуваат, пијат, јадат, уживаат, а овој секогаш кога било време за јадење, одел на крајот некаде таму на палубата и по една-две бисквитки ќе си касне. Сика, нема везе, немам пари да си го дозволам тоа, ама барем сум тука и гледам сето оно што и другите го гледаат. Уживам во сето оно што и другите уживаат, освен нели ова со јадејнево. И некој го заприметил како се двои и го заинтригирало. Зошто овој човек секогаш кога нели е забавата, он се двои. И на крајот од патувањето го прашал, а баш ме интересира зошто. И човекот му признал, рекол, абе сите пари ги дадов за аранжманот, со малкото што ми остана, нели, зедов бисквитки и ете. И човекот слуша вака запрепастен, па вика, па ова сето нешто е вклучено во аранжманот. Никој ништо не плаќа, значи само го купиш ли аранжманот, сето ова нешто те следува. Наше изборот, дали ние ќе уживаме во сета полнота што Бог ја обезбедува за нас. Словото ни кажува, разговараше пријателски со него, вечераа заедно и секој ден Јоахин можеше да јаде на трапезата со царот. Немаше потреба да оди до седмица за да се купи сендвич. Тука најдоброто му се даваше. Немаше потреба да оди да бара некаде. Он знаеше дека царот веќе обезбедува се што му е на него потребно. И словото вели, до крајот на неговиот живот, се до смртта, царот даваше трајно, од ден во ден издржување. Браќи и сестри, до крајот, кога и да дојде тој крај, царот обезбедува за мене и за тебе секој ден се што ни треба. Утрово сме тука, факт непобитен е дека Господ не разбуди. Ова ние мислиме дека не следува. Не, Божја благодат е, Божја милост е. Воздухот што го дишиме не е воздух што ние сме го заслужиле. Да се работевме. Со што работеше? Како го заработи? Бог ни го дава и ние мора да му го признаеме тоа нешто, мора да му благодариме за тоа нешто. Има луѓе што утрово не се разбудија. Не е за да се плашеме ние се од тоа, него е само да видиме каква е вистината и да ја погледнеме во очи. Бог ни подарува уште еден ден да живееме, да се радуваме, да уживаме во него. Нели словото кажува, овој ден е од Бог создаден, нека се радуваме, нека ни биде мило, нека ни биде убаво во него, бе. Он обезбедува за сето она. Утре, пак. Секој ден, пак. Во Кана на Галилејска Исус направи од водата вино и кога пробаа, вика, ова нешто другите не го прават вака. Прво доброто го,
па кога ќе се поднапијат лошото, а ти си го чувал доброто до сега. Господ најдоброто за тебе и за мене го има сега. Он е јас сум. Не е јас бев, не е јас ќе бидам. Истиот е вчера, денес и во вечни векови, но најдоброто е сега. И ние мора да се научиме како Божи деца да го живееме животот сега. Сега да си покажеме едни на други љубов и разбирање и прифаќање, сега да направиме оно што можеме да го направиме сега. Утре Господ ќе има ново сега за нас. После 100 години ако сме тука, Господ ќе направи ново сега за нас. И како најубаво од се е оно што Исус вели: кој верува во мене, и го кажува недвосмислено, го кажува вистински: кој верува во мене, нема да умре никогаш. Кој верува во мене и да умре, ќе живее. И ова издржување за нас е погрешно ако ние го читаме само за сега, само за овој живот. Бог обезбедил за нас цела вечност. И Словото ни кажува: ви приготвувам место. Ако не беше така, немаше да ви го кажам ова. И кога ќе ви го приготвам, ќе дојдам, ќе ве земам да бидете и вие таму кај што сум јас. Мислиме ли дека ќе треба да работиме за да заработиме, за да си купиме? Мислиме ли дека ќе треба по некој начин да заслужиме, пак за да имаме? На мене ми интересира од тука сега на доаѓање, кога дојдовме, паркиравме таму некаде подоле и гледам Кам тука и гледам и Рамстор беше другаде. И се прашувам дали во Кам или пак во Рамстор во моментов денес поевтино е мирот или радоста да се купи. Ако е во Кам, да одиме да си купиме во Кам 300 грама радост и пола кило мир. Ама такви работи не продаваат ни во Кам, ни во Рамстор. Вистинските работи кои што ни требаат за живот ги нема таму, а ги има ваму. На нас е да седнеме со Господ и да ги уживаме во порција, во количина толку колку што на нас ни треба, на нас ни е доволно. Господ има да ни даде. Амин. Бидете благословени и фала ви вака што внимателно ме слушавте. Ако нешто сгрешивме, Мите кога ќе дојде ќе го оправи. Да, јас му кажав на Мите, викам, нели, не можеме толку да сгрешиме колку што тој може да оправи. Така да бидете спокојни. Ајде да се молиме за на крај и да благодариме на Господ за сето оно што ни го дава. Татко наш, во името на Исус ти благодариме за тоа што ти дојде во нашите животи. И ти, Господе, разговараше пријателски со нас. И разговараш пријателски со нас. Господи, ти благодариме што можеме како твои деца да седиме на твојата трпеза. Да се насладуваме, Господе, на дружење со тебе, на интимно со тебе, на сето оно што ни го обезбедуваш, Татко наш. Фала ти, Господе, за денес. Животот што го имаме, што сме здрави, живи, Боже, што можеме да уживаме нов ден, Господе, како подарок од тебе, ти не сме ниту го заработиле, ниту го заслужиле. Ти ни го даваш, Боже, свети. Фала ти, Господе, што обезбедуваш за се што ни треба, Господе. Не само за овој живот, Боже, за сите нас, Боже, него и за вечноста. И во името на Исус, Боже, молиме на секој еден од нас да ни помогнеш да ги соблечеме тие затворски облеки, Боже. Да го соблечеме сето она, Господе, што не лимитира, Боже, да одиме, Боже, во цела длабочина и ширина и височина што Ти имаш за нас, Господе. Ослободи не, Господе, од се што не врзува, од се што не обременува, од се што не ограничува или лимитира, Боже. Ослободи не, Татко наш, да бидеме, Господе, вистински слободни. Во името на Исус. Амин.